Јас имам едно пратеничко прашање до премиерот. Поврзано е, премиере, со неодамнешната посета во саботата на нашинците, односно на македонците во Албанија. Се одржа во хотел Гранд во Корча. Имаше присутни од скоро сите македонски партии, меѓутоа левалот, односно беа се трет, четврт ешалон. Само левица беше со највисоко раководство и се однесува на три теми. Ке се обидам од прва рака да ви ги пренесам, без зла намера, затоа што замолија и самите нашинци таму да не го политизираме ово прашање, туку заедничко како македонски парламентарни партии да најдеме чаре за нивната сага која што ја живеат, особено од 2023 од пописот наваму. Значи, темите беа положбата на македонците во Албанија, потоа бугарската пропаганда во Албанија за асимилација на македонците и третата беше нацрт платформата за поддршка на македонското национално малцинство од страна на Македонија. Чисто да ве ги доловам приликите какви се таму, значи партиите, за разлика, тие имаат регистрирано политичка партија, за разлика од Бугарија, например, или во Грција, каде што не им даваат, овдека имаат регистрирано. Тие се признато малцинство, како едно од 9 малцинства. Биле 8 малцинства, но од октомври 2017 година, под влијание на бугарската агресивна надворешна политика и алатката вето, која што Европската унија им ја дозволува, уценети се како држава да признаат уште едно фиктивно и непостоечко малцинство, а тоа е бугарското малцинство, за да тоа бугарско малцинство сега стане и 3 пати побројно од македонското. Значи, замислете, 100 години немало никакви бугари на 11 пописи во Албанија и одеднаш во пописот 2023 година под надворешен притисок има 8.000 бугари скоро и 2.500 македонци само. Тоа значи дека бугарската политика стратешки делува за разлика од нашата. Сега, оваа партија на македонците таму се вика Македонска алијанса за европска интеграција и за разлика од тука партиите не добиваат пари од буџетот. Тие немаат дури ни 300 евра месечно да си платат кирија во Тирана. Повлечени се тука во Корча, да биде иронијата поголема, нивната државна изборна комисија им изрекла и 5.000 евра казна сега за некаков си наводно погрешен образец. Нема ниту вработени, ништо, само, значи, волонтерски работат луѓето. Според нивни информации, во Тирана има од 30 до 50.000 македонци, исто има и во Драч и во Валона, инаку беа присутни македонци од вкупно 50 села колку што има, од Мала Преспа, Голо Брдо, Гора, Корча, Тирана, Подградец, Елбасан и Врбник, што православни, што муслимани, значи се поделени во поглед на верското, но во поглед на националното се изјаснуваат како македонци. Сега, да ги видите приликите како Бугарија работи на терен. Значи, таа софиска агенда, преку, верувам дека и тајните служби на Бугарија се вклучени, им нудат бесплатни екскурзии, стипендии за децата, фондации и грантови за студирање, бугарски пасоши, тоа е веќе бизнис, зашто обвинителството албанско отвори, мислам дека и истрага. Им нудат бесплатни медицински прегледи во зафрлените села, дури и со хеликоптер им носат лекари, реновираат училишта и центри за млади. Наспроти ова, нашите возвраќаат со еден весник кој се вика Преспа и кој се печати на 4 старовремски листови. Ете, толку е нашата стратегија за нив. И го прашав амбасадорот, овој не знам дали е веде, веројатно е, колку буџет располагаат, тој кажа дека месечно имаат 180 евра буџет. Значи 180 евра не можете сала да изнајмите за настан, толку е буџетот. Значи, наспроти оваа бугарска пропаганда, пуштена на најјако, ние се спротивставуваме со овие бројки кои што ги кажав. Значи, апелира да се преведуваат книги, веќе имаат изготвено, но немаат пари да ги издадат.
имаат заглавено околу 300 барања за државјанство, поточно 287 кои што се стари повеќе од 10 години и седат во МВР, за разлика од Законот за државјанство, ако се сеќавате, каде што на косовари ние измисливме да им даваме со фискално одситимол државјанство, на нашинциве ваму 300 барања им се заглавени со години и чекаат владина одлука. Во самиот град Корча, на 100 метра од хотелот, каде што беше манифестацијата, има грчки конзулат, бидејќи грците тоа си го сметаат за северен епир, и кога ги прашавме мештаниве колку грци живеат во градот, кажаа 0. Значи на 0 грци има грчки конзулат. Огромен. Прашањето до вас ми е, дали ние како влада, или вие како премиер, ќе се заложите да се отвори грчки конзулат во Корча, затоа што луѓето треба да патуваат 4 часа до амбасадата во Тирана. Се извинувам, да, лингва лапсус. Значи, македонски конзулат во Корча, затоа што луѓето наши, за да завршат било какви конзуларни работи, треба да патуваат до амбасадата до Тирана, преку планински превоз кој траат 4 часа да стигнат. И тоа им е елементарното барање, за разлика од ова лекторати и други, за кои што може би подоцна ќе ве прашам, но клучното прашање ми е дали вие како влада планирате да се заложите да отвориме ние како држава македонски конзулат во Корча. Ви благодарам.